До крајот на оваа година премиерот Мицкоски очекува средствата за директна буџетска поддршка од ЕУ да достигне 100 милиони евра. По критиките од опозицијската СДСМ дека земјава не успеала да се избори за поголема сума од планот за раст. Тој вели дека со фактот што сме добиле повеќе пари од Црна Гора и Албанија се демантираат нивните тези. Мицкоски е оптимист дека потврда за успешна реформска агенда ќе пристигне од самата Унија. Очекувам оваа позиција да ја потврдиме и сега после јунскиот извештај и овие 31 милион кои што се директна буџетска поддршка на крајот од годината да се приближиме до бројката 100. Се сеќавате како ликува кога излезе кај за нив омилените бугарски медиуми она интервју на известувачот Вајц, па потоа никаде ги нема тие глодари да излезат и да го коментираат интервјуто на господинот Вајц. Имам лоша вест за овие глодари кои што се би дале оваа влада да не успее, Македонија да не успее, ќе мора да ги гледате успесите на владата уште долго време, а наскоро и само пред малите екрани, бидејќи ќе бидете политичко минато. Лидерот на СДСМ Венко Филипче вели дека власта не може да прави споредби со земјите од регионот и обвинува дека сме ја пропуштиле шансата за да обезбедиме 200 милиони евра. СДСМ нема да ги поддржи реформските закони, децидене Филипче. Уште едно објаснување од кујната на ВМРО за креирање лажни вести и лажна слика кај граѓаните. Именно, се работи за целосно различни програми. Сите земји во регионот ниту имаат ист капацитет, ниту исто сработуваат. Со криминалци рековме не соработуваме. И не се должи на наше неработење или несоработување тоа што тие не ја сработиле добро реформската агенда. Тоа што сме земале само 60 милиони од можни 200, говори дека владата на Христо Мицкоски не работи на европскиот пат. Вистинскиот чекор напред се вика уставни измени. Министерот за европски прашања Беким Сали на пресконференција изјави дека очекуваа до крајот на јуни од 10 оврски да бидат исполнети 9,5, а со исплатените пари како што кажа Македонија се позиционира како една од водечките во регионот во однос на исполнување на реформската агенда.